Благодарам, подпредседател. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Како што можеме да видиме, со предложените измени во Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа има промена на член 9, односно се додава нов член 9а, со кој се утврдува висината на приходите од данокот на додадена вредност, кои се распределуваат на општините за 2021 година. А истиот е клучен и суштински во однос на самите промени, кои еден ден ќе станат и те како видливи, а граѓаните сами ќе почувствуваат на свој грб. Се предвидува во 2021 година висината на приходите од данокот на додадена вредност да се обезбедат во висина од 4,5% од просекот на наплатениот данок на додадена вредност во последните 3 фискални години, наместо 4,5% од наплатениот данок на додадена вредност во последната година. Привидната помош на општините, која се нуди со овие измени, посебно во став 2 од член 9, ќе стане видлива, најверојатно после 31 декември 2021 година, до кога важат истите. А што потоа? Токму во знак прашање се доведува оваа дата и истата е сериозно дискутабилна, па затоа ова зголемување на средствата на општините за 2021 година не е ништо друго, туку повторно манипулација со народот и тоа не во било какви услови, туку во услови на пандемија и во услови кога имаме година на локални избори. Почитувани, во предложените измени на Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа, како главна цел се наведува дека ќе им се олесни работењето на општините во време на COVID-19 и ќе се обезбедат стабилни приходи во буџетот на општините. Овде сакам да поставам едно прашање. Стабилни приходи во буџетот на општините за што? За која намена? Имајќи го предвид фактот дека ова година е година на избори, ме плаши тој факт, затоа што се сомневам дека намерата е искрена и дека тие стабилни приходи ќе бидат наменети за помош и справување со пандемијата. Кога сме кај пандемијата, морам да напоменам дека и ваму ја користите како изговор, но поголем дел од нас и од граѓаните сме свесни зошто овие измени во законот се случуваат токму сега и на сите ни е јасно дека сте заглавени во процесот со набавка на вакцини, што треба да биде приоритет во моментов, па го свртувате вниманието и покажувате некаква загриженост. Ветувањата на оваа влада, предводена од СДСМ, дека на општините ќе им се пренесат нови надлежности и многу повеќе финансиски средства за успешно извршување на доверените надлежности и за обезбедување на поквалитетни услуги за граѓаните, се далеко од остварени. Не видовме никакви развојни политики во општините. Како досега, во претходните 3 години од владењето на СДСМ, не им текна ова да го направи? Зар не им требаше помош? Зар општините имаат доволно средства? Не, туку немаше локални избори. Почитувани, измените на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа нема да помогнат на општините, само ќе им го дадат тоа што го заслужуваат. Но во никој случај нема да добијат ништо од огромните ветувања кои СДСМ ги вети во програмата Живот за сите и во програмата Можеме. Зашто поминаа повеќе од 3 години и СДСМ во поголем дел од општините во Република Македонија не направи скоро ништо. Ако зборувам за друга општина, можеби ќе сгрешам. Затоа, еве ќе кажам што направија во мојата општина Виница. Навистина беше оптимистичка програмата со која настапија пред последните локални избори. Со истата таа програма се ветуваше дека Виница ќе заличи на еден град во кој економијата ќе цвета, ќе имаме живот за сите, а со тоа ќе ги вратеа и нашинците заминати во европските земји, барајќи основни екзистенцијални услови и подобар животен стандард. Виница ден денес е преполовен град и тажна е сликата која гледаме со спуштени ролетни на секоја втора куќа и преполовени училници во училиштата. Ништо од ова ветување. Локалната власт во Виница, која претходно обвинуваше дека со години се провлекува идејата за затворен градски пазар, вети дека ќе обезбеди до крајот на 2020 година пазар со високи стандарди и по модерен европски терк. Ништо и од ова. Не верувам дека и сега ќе обезбеди средства за оваа намена. Истата оваа власт во предизборие вети изградба на брана на реката Сушица,
Рокот беше 2020 година, а веќе сме 2021, а од оваа брана видовме само ветување. Во овој контекст, со амандман барав да се изделат средства од буџетот за овој проект, но и државната власт немаше слух, иако станува збор за навистина значаен проект, со чија реализација не само што ќе им се помогне на голем дел од населението на околните места, туку рационално ќе биде искористена водата и водните ресурси. Веројатно ќе чекаме и друга прилика за ова. Ако општината навистина работи во интерес на граѓаните, и ако државната власт сериозно сака да им помогне на сите општини во Република Македонија, тоа ќе го направеше и во изминатите 3 години. Читајќи ја програмата на СДСМ и што се тие ветуваа во Виница, стигнав до еден проект кој се вика регулација на речното корито на Градечка река. Ќе грешам ако кажам дека ова не е реализирано. Во должина од 15 метри. Замислете, 15 метри. За да биде уште потрагично, неодамна, при првиот пороен дожд, речиси не остана ништо од изградбата на речното корито. И навистина не ми е јасно кого залажуваат. Локалната власт во Виница ветуваше многу и за земјоделците во нашиот крај. Ки им овозможеше пристоен пристап до земјоделските површини со регулација на полските патишта. Ништо и од ова ветување. Ке сгрешам ако не кажам дека поплучија неколку метри улици и тротоари. Но нема да сгрешам дека проектите со кои знаат да се пофалат се всушност проекти на ВМРО кои само тие ги довршија. Почитувани, како државната, така и локалната власт во мојата општина не само што работеше и понатаму продолжува да работи недомакински. А како тргнало, така и ќе продолжи. Наместо да издели средства кои се од суштинско значење на жителите на неколку населени места, како водовод, канализација, прочистителни станици, троши пари за бројни привремени вработувања кои во минатото толку многу критикуваше. Во контекст на ова, еве со донесувањето на буџетот за 2021 година, најзабележително е дека е донесен најголем буџет во историјата на Виница досега, од кој замислете 3,4 милиони денари се предвидени за привремени вработувања. Ако владата на СДСМ продолжи вака да работи и да се расфрла со пари пред избори, се со цел да придобие што повеќе гласачи на своја страна, нема далеку да стасаме. И ако оваа влада продолжи да носи вакви закони како овој, Македонија ќе стане земја на очајот и срамот и ќе остане да тапка во место уште многу години. А патот до Европската Унија за секојаш ќе остане непрооден и полн со многу препреки. Време е да се свестиме и да му дадеме приоритет на напредокот на нашата земја, а не да се служиме со измами и манипулации само пред избори, како што впрочем и овој закон. Благодарам. Благодарам. Следен пријавен за дискусија пратеничката Ангелина Петков.